Сакам на денешна пресконференција да ве информирам дека во врска со настанот на 2 овој месец на улицата Гвадалахара во населба Шуто Ризари, која се случила физичка пресметка помеѓу две групи, Министерство за внатрешни работи, односно секторот за внатрешни работи Скопје, го расчисти целиот овој случај. При тоа СВР Скопје изготви 8 записници за констатиран прекршок по членот 11 од Закон за прекршоци против јавниот ред и мир за нарушен јавен ред и мир со тепачка против 8 лица, и тоа ШД, ФФ, ЈС, ХА, ХМ, ХИ, ЕБ и АМ. Целокупниот документиран материјал во прилог на посебно известување согласно член 280 ставот 2 од Закон за кривична постапка се доставени до основното јавно обвинителство Скопје за понатамошна постапка. Сега надлежното обвинителство треба да се произнесе околу натамошното постапување по однос на овој случај. Во оваа прилика сакам да истакнам дека Министерство за внатрешни работи е одлучно во намерата, а за тоа имаме и достаточен капацитет да ги открие и согласно законите да ги процесуира сите вакви настани кои се закануваат да фрлат дамка врз претходните локални избори. Независно од која политичка партија доаѓа, кој чии симпатизере овакви или слични случаи, за МВР единствено примерно ќе биде почитувањето на законите што мора и ќе важи за сите подеднакво. Секако во обид кој било да се зацкрие или да ја злоупотреби полицијата, како наша или ваша ќе биде законски санкциониран. Исто така ја користам можноста да ја изразам нашата категорична осуда на чинот на 2 овој месец и на сите обиди изборниот процес да се компрометира, а кај граѓаните да се создаде представа за несигурност. Затоа Министерството за внатрешни работи уште еднаш апелира до сите актери во овие предстојни локални избори и до политичките партии и до граѓаните да ги почитуваат демократските и нормативните стандарди. Македонската полиција нема да дозволи било какво загрозување на правото на граѓаните да го дадат својот глас на мирни, фер и демократски избори и самостојно да ја донесат собствената одлука. Благодарам. Во однос на пожарот кој што се случи, значи направен е увид на лице место. Првично е констатирано дека се работи дојдено е до пожарот заради непропусно изведен оџак, меѓутоа се прави дополнително вештачење, ќе излеземе конкретно со целиот овој настан кој што се случи, меѓутоа можеме да констатираме дека ова нема никаква врска со подметнување на пожарот, туку се случило од нестручно изведување на оџакот кој што таму. Меѓутоа оставам да се заврши вештачењето до крај, за да ја имаме детално записникот и потврдата на ова. Повелете. Министре, само јас ќе се вратам повторно на првиот случај. За кој дел на Министерството за внатрешни работи ги товари 8 лица против кои е поднесена? Значи, тие се поднесени 8 прекршочни пријави против нарушување на јавниот ред и мир. Со целосното известување и со сите прекршоци, односно пријави, се доставени до основното јавно обвинителство. Се чека на известувањето од болницата, односно од лекарите. Првичните известувања дека се лесни повреди, меѓутоа дополнително има известување од лекарот дека треба да се произнесе врз основа на следење на состојбата дополнително и на основа на тоа ќе се носат следните чекори кои што треба да ги превземе основното јавно обвинителство. Иако веќе едно лице е осомничено, има одредено притвор за случајот кој што се случи во Кичево, дали полицијата во овој момент има сознание и дали може да информира јавноста во соглед на тоа дека се работи се уште за истрага, дали е откриен мотивот, бидејќи нели станува збор за лицето повредено кое што е носител на независната листа во Кичево за локално? Па ние и преку соопштение информиравме во однос на случајот во Кичево. Навистина, овој случај е расчистен, при тоа е поднесена соодветна кривична пријава за ова дело и нема никаква поврзаност со локалните избори. Тоа се расчистување на некакви меѓусебни односи кои што ги имале нерешено претходно учесниците во овој кривично правен настан. Имате ли до сега бројка колку е вкупниот број на инциденти поврзани со изборите? Имаме пријави до сега дека се скршени или демолирани 6 изборни штабови, на што полицијата работи на нивно
расчистување, додека овие случаи кои што ни се случија во овој период, како што е пожарот, како што е случајот во Кичево, тие не се поврзани со изборите. Меѓутоа, уште еднаш сакам да апелирам и до политичките партии, до лидерите, до водствата на политичките партии, да бидеме сите на висина на задачата и до граѓаните да апсолутно овозможиме или да допринесеме сите заеднички за едни фер и демократски избори, бидејќи тоа е најголемиот приоритет за Република Македонија.